Денес е прекрасен ден за сите нас, за цела Република Македонија, затоа што конечно успеавме да го заокружиме нормативниот дел од Охридскиот рамковен договор, со што со усвојувањето и објавувањето на Законот за јазиците, со што се постигна јазичната равноправност во Република Македонија, што беше во согласно со Уставот и беше столб на нашата програма која што ја ветивме пред граѓаните во 2016 година. Во име на сите нас при Демократската унија за интеграција, би сакал да се заблагодарам на сите граѓани на Република Македонија, што ја делегираа нивната волја и што ја делегираа нивната доверба во наши раце за ние да одлучуваме во нивно име и не направија одлучувачки фактор. Исто така, голема благодарност би сакал да изразам и до сите пратеници кои што гласа за јазичната равноправност во Република Македонија, но без да ги заборавам и представниците на меѓународната заедница кои што беа со нас од 2001 година па се до денес. Денеска навистина е многу радосен ден за сите нас и најрадосен ќе биде за Република Македонија, затоа што нашето општество станува посилно, затоа што нашето општество станува покохезивно и затоа што нашето општество станува поеднакво, а на крај нашето општество станува најевропско. Нема да биде лесно на почетокот, но сметам дека со добрата волја на сите институции примената ќе биде одлична, а за разлика од минатото законско решение кој што го имавме, во ова законско решение примената се контролира и со инспекторатот за примената на одредбите на законот, така да сите институции, почнувајќи од Собранието на Република Македонија, па владата, па судовите и сите други државни институции во земјава, мора да го почитуваат законот. Постојано, значи, дури и пред 2016 година, но посебно по 2016 година, скоро сите чекори кои што ги превзема опозицијската партија ВМРО-ДПМН се погрешни и не се во интерес на државата и најмалку се во интерес на граѓаните. Не се построија правилно за интеграцијата на Македонија во НАТО, не се построија правилно за интеграцијата на Македонија во Европската унија, не се построја правилно за јазичната равноправност и за окружувањето на нормативниот дел од Охридскиот рамковен договор и гледаме дека продолжуваат со погрешно постројување на нивните политики ден денес. Демократско е и да ги изгубиш изборите, како што ВМРО-ДПМН предпоставам ќе ги изгуби претседателските избори. Затоа ги повикувам да се одважат и да бидат храбри, да учествуваат, иако можеби знаат дека ќе изгубат. Нелегитимниот претседател кој што е во заминување, има само уште 2 месеци во неговата канцеларија, го потпишува само прогласот на законот, а не законот. Законот се потпишува од страна на претседател на Собранието на Република Македонија. Прочитајте ги законите, прочитајте го Уставот, прочитајте го Деловникот и објавата на Законот за јазиците заедно и со Законот за ратификација на договорот помеѓу Македонија и Грција во службен весник е целосно согласно законот. И затоа сметаме дека и господинот Иванов и ВМРО-ДПМН треба да се одважат себе си, да се надминат себе си и да бидат први кои што ќе напишат ВМРО-ДПМН пред нивното седиште и на албански јазик. Сметам дека во текот на овој месец, откако ќе завршат и одморите, господинот Ахмети ќе седне заедно со господинот Заев да разговарат околу принципите за претседателските избори и сметам дека нашите убедувања се слични и можеме лесно да постигнеме договор за да имаме заеднички кандидат кој што би ги представувал најдобро граѓаните и кој што би бил реално осликување на кохезивноста во општеството во канцеларијата претседател на Република Македонија. Во месец август ние бевме против референдумот. Македонските партии инсистира за референдум, затоа што не сакавме да го ризикуваме под никој основ имплементирањето на договорот од Преспа. Потоа за време на референдумот учествувавме затоа што тоа беше волја на најголемата мнозинска заедница во Република Македонија, македонците. Веднаш после референдумот имаше барања за предвремени избори. Бевме и тогаш против, затоа што сметавме дека предвремени парламентарни избори значеше уништување на било каков проспект на Република Македонија за интеграција во НАТО и Европската унија и умртвување на Преспанскиот договор.
И тогаш застанавме против. Работевме макотрпно. И пред тоа и потоа да изнајдеме минимум 8 пратеници кои што ќе ги поддржат уставните амандмани. И успеавме во тоа. И успеавме се до 11 јануари, кој што всушност 11 јануари исто така се совпаѓа и со 11 јануари од минатата година кога беше усвоен законот за јазиците. Значи на ист ден во 2 години се усвојува и законот за јазиците и уставните амандмани за промена на името на Република Македонија и имплементирање на Преспанскиот договор. Но да се навратам, сметаме и денес дека имаме многу работа за да го достигнеме, да достигнеме целта во јуни оваа година да добиеме датум за отпочнување на преговори со Европската Унија. За да го постигнеме тоа, имаме многу реформски закони кои што треба да ги усвоиме, заедно со имплементирањето и на Преспанскиот договор, како и со договорот со Софија. Затоа, немаме време за губење. Македонското општеството во Република Македонија нема време веќе за одлагање ниту на економските политики, ниту на имплементирањето на законите. Сметаме дека мора да застанеме, иако би добиле многу повеќе од тоа што го имаме актуелно денес, би биле многу посилни, посебно ние како Демократска унија за интеграција, сметаме дека не треба да има предвремени парламентарни избори заедно со председателските, затоа што имаме многу работа пред нас и затоа што граѓаните всушност не заслужуваат постојано да бидат во изборни циклуси.